Секаде одлуката за прифаќање на преговарачката рамка ја носи владата, само во Македонија Ковачевски ја праќа во собранието со цел дамката од прифаќањето на францускиот предлог да ја префрли врз пратениците, вели за Алфа телевизија пратеникот Антонио Милошовски. Како пример дека собранието сега нема никакви ингеренции во овој процес, тој ги даде најблиските земји до Македонија кои се членки или преговараат за членство во Европската унија. За преговарачката рамка за меѓувладина конференција не одлучува никаде собранието, ниту претседателот на државата, туку одлучува владата. И затоа се вика меѓувладина конференција, а не се вика меѓусобраниска или меѓупредседателска. Да ги земеме примерите во Србија, во Црна Гора, во Словенија, Хрватска, Бугарија, ако сакате, кога станувале земји членки или кога почнувале процес на преговори, одлуката за преговарачката рамка во сите овие земји ја има донесено владата. Според Милошовски, Ковачевски и Османи собранието го користат како обична козметика со цел своја алиби за кажување да за францускиот предлог, да кој е според него веќе го ветиле. Тука во Македонија, бидејќи процесот е нетранспарентен и бидејќи има револт кај народот, Ковачевски и Бујар Османи ќе се обидат собранието да го искористат за еден театар, за една козметика и собраниските гласања за некакви заклучоци кои што немаат никаква правна обврска кон преговарачкиот предлог, да ги искористат како алиби за нивното да, кое што сметам дека веќе го имаат најавено и однапред потврдено. Она што е плюс симптоматично е што пратениците може да кажеме ќе гласаат на слепо, бидејќи покрај јавноста ниту до собранието не е доставен оној спорен протокол. Милошовски вели дека сепак опозицијата ќе искористи оваа шанса да каже не за францускиот предлог и преку дебата во собранието да објасни зошто е против него. Порачува дека многу пати досега го побарале протоколот, но него се уште го нема, потенцирајќи дека да би бил добар за Македонија, ниту една власт не би го криела. Често сме го барале протоколот, кој што е веќе усогласен според нашите информации помеѓу Македонија и Бугарија, но гледаме дека Ковачевски и Бујар Османи го кријат како што змијата ги крие нозете. Зошто го кријат? Ниедна влада не крие договор кој што е корисен. Ниедна влада не крие договор кој што е добар. Но Бујар и Ковачевски го кријат овој протокол од новинарите, од пратениците, од јавноста, токму затоа што нашите сознанија говорат дека овој протокол е штетен. Милошовски ја наставот дека покрај опозицијата и власта треба да го одбие овој предлог, бидејќи сите фактори во земјава говорат за неговата штетност. Според него ваквиот преговарачки предлог не води само во едни мрачни преговори и тензии на релација Македонија-Бугарија и не ни нуди известна перспектива за членство во Европската унија.